почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Додека народот гладува и семејство каде двајца сопружници земаат минимална плата, со истата не можат да ги обезбедат сите потребни намирници и да ги задоволат животните потреби за еден месец. Функционери, именувани од владата, земаат плати неколку илјади евра месечно, а за еден мандат цифрите се движат и во неколку стотици илјади евра. И не е единствен проблем немаштијата во која живеат поголемиот број на граѓани, туку и тоа што овие функционери со ништо не ги оправдуваат парите кои ги земаат. Народот не го гледа бенефитот од нивната работа. Кире Наумов од СДС, директор на Македонска банка за обнова и развој, е уште еден од низата функционери дел од аферата Паразити. Наумов, кој беше дополнителен заменик министер за финансии на СДС, денес месечно зема над 2.500 евра плата за една година, тој наплаќа над 30.000 евра, а за еден мандат дури 120.000 евра. Значи, додека владата им зема оброк на студентите, Наумов заработува на грбот на државата 2.500 евра секој месец. Директорот на АЕК, Јето на Кику, зема плата од 132.000 денари, поточно над 2.000 евра месечно или за една година околу 30.000 евра. Уште еден во низата функционери со високи плати е и Славко Пројковски, финансов директор во Телеком, каде собственост има и државата, е со плата од над 6.000 евра месечно. Тој за една година зема 72.000 евра, а за еден мандат од 4 години дури 288.000 евра. Тоа е исто како директорот на Телеком Љушев, кој за само еден месец зема 11.500 евра, тоа за една година се над 138.000 евра, додека за 4 годишен мандат над 550.000 евра. Овие тројца функционери, кои ги презентираме денес, за еден мандат земаат речиси 1 милион евра. Што сработиле овие тројца функционери и кој е бенефитот кој го има државата од нивното работење за тие за еден мандат да наплатат 1 милион евра. Аферата Паразити го јаде системот. Со нови детали од истата продолжуваме утре. Ви благодарам.